немало на Балканот децени каде што не се војувало. И ден денес, нели, таква е состојбата постојано во некој страв, дали ќе има војна тука, конфликт таму, и нашата држава, мислам, била вклучена, била е внесувана во конфликтите и така натаму. Па дали историјата има некој податок за жртвите кој што се од источната криза, да речеме, до после Првата светска војна? Колку луѓе тука загинале за тие митови, да речеме, големо национални? Па, конкретни бројки никош нема да дознаеме точно, затоа што во тоа време нити статистиките се точни, но ако ги земете сите тие кланици кои што се случувале на Балканот, и не само загинатите, туку и повредените, тоа ќе дојде околу некаде милион и нешто сигурно. На многу помало број на население. Значи, после Прва светска војна веќе е масовна светска кланица, тоа нема збор. Целиот Балкан дава околу 1.500.000 жртви. Тоа се страшни бројки на меѓусебни судири и колежи, да не забравиме дека тие колежи не се случуваат само во воено време. Имате мирнодопско време кога се случуваат колежи. Балкански национални пропаганди во Македонија прават покој. Село соседно со соседно. Да, имаме случај кај што припадници на различни милетски групи си краделе мртовците меѓу себе, за едните или другите да имаат поголем број на својот список души, со само тоа што ќе имаат поголем број на умрени или живи. Ниве не градот. Да, тие ќе предполагаат територија.